Се поголем број кучиња има на скопските улици, особено во попладневните и вечерните часови. Трчаат во глутница, напаѓаат минувачи, особено се нафрлаат врз оние кои носат кесе во рака или пак возат велосипед. Кучињата може да се сретнат насекаде и многу често слушаме како некој бил нападнат. Ако ви се случи ваква ситуација, треба да знаете што треба да направите. Дресерите на кучиња велат дека во ваквите ситуации граѓаните не треба да паничат и да бегаат од кучето. Доколку возат велосипед, треба да застанат и да му дадат на знаење дека не бегаат. Дали знаете како да реагирате ако ве нападне куче? Ако ме бегај, што да правиш? Ако ме нападне куче, ќе го гледам во очи ќе го гледам во очи директно, значи ќе бидам смирен. Значи тоа е една тактика. Да, тактика. Проверена. Се одбраните ако ве нападне куче? Пиштол и пукај. Дали знаете да се одбраните ако ве нападне куче? Не баш. Дали знаете како да се одбраните? Да, Како? ќе му прснам спреј во очи. Кој нападне куче? Да. Па не знам, најверојатно би бегал. Во тој момент ќе испаничиме прво, меѓутоа како би се одбраниле, не би знаел. Тоа е малце сега такво прашање, хипотетички, реторичко. Меѓутоа, нормално би бегале и би врискале. Да. Дресерите на кучиња велат дека кучињата чувствуваат човечки страв. Без разлика на вашето моментално чувство, останете мирни ако налетате на агресивно куче кое ржи и лае на вас. Ако почнете да викате, да мафтате со рацете или да бегате, ќе го провоцирате кучето да почне да ве брка. Исто така, директен контакт со очите може да предизвика агресивно однесување кај веќе разбеснато куче. Свртете го погледот настрана. Тоа ќе биде сигнал дека не представувате закана за него. Се што ви е при рака може да ви биде од помош. Дајте му нешто да џвака, како на пример чевел, шише или ранец, ако имате со вас. Тоа ќе му го тргне вниманието од вас, а вие полека ќе заминете.